На Европската црна листа по смртност од рак на дојка Македонија е на прво место во земјава. Умираат најголем број од пациентите кои заболеле од оваа болест. Оваа информација е застрашувачка ако се земе во предвид дека во повеќето европски земји оваа болест успешно се лекува. Ова е дел од најфрапантните заклучоци од 10-та национална конференција посветена на ракот на дојка во организација на Сдруженијето за борба против рак, борка за секој нов ден, а ги изнесоа еминентни професори и лекари од Европа, повикувајќи се на истражувањата и податоците на Светската здравствена организација, за да се постигне напредок во лекување на оваа болест во земјава која за жал е прва по смртност во Европа, треба да се запазат еден од овие параметри. Едукација на луѓето и на лекарите, посветени средства за сите видови на нега, пристап до иновации и истражување. Овие пораки ги упатија и членките на Борка, кои вчера во Виница одбележаат 10 години јубилеј во организација на МАК Прогрес и Александар Парк. Пред 2000 година имав 3 операции, двете дојки ги оперирав и матка со јајници. Се подвргнав на хемотерапија и значи се помена, јас сум среќна жена, среќна сопруга, среќна мајка и баба на внуче едно. Така да сега зашто сум во пензија, сепак издобниот вентил е во мене и тоа е Борка. Баш народ се, ако си кажеш дека ќе успеам и ќе се борам и ќе победам болеста, може. Ама сепак, кога ги одам по болниците, по ходниците, кога зборувам, секогаш апелирам, значи редовни прегледи, еко прегледи, кога има потреба од мамографски прегледи, зашто ако болеста се открие во ран стадиум, тогаш жената спасуваме еден човечки живот, здравството го чини многу помалку лекувањето, зашто знаеме дека хемотерапиите се едни од најскапите, значи лекови кои што може да се дадат за малигно заболение. Деценискиот јубилеј беше заокружен со богата алтарија, поддржана од повеќе приватни фирми од Кочани и Виница, а средствата за истата беа упатени на жиросметка на Сдруженијето Борка.